Добар ден, почитувани, ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиниката Жан Митрев. Покрај настинките, ушните инфекции се меѓу најчестите болести во детската возраст. Кај 80% од децата до третата година се диагностицира воспаление на увото 3 и повеќе пати. Како родителите да препознаат дека нивното дете има ваков проблем, особено ако тоа не знае да се пожали на болка, зошто децата се посклони кон воспаление на ушите и на каков начин се лекуваат овие инфекции. Денешен гостин во Телма амбуланта е почитуваниот примариус доктор Борислав Гогушевски, оториноларинголог од Жан Митрев клиник. Докторе, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам на каната да учествувам во вашата емисија, која што ќе биде во специфични услови. Така. Но се надевам дека темата е атрактивна и дека имаме доста работи кои би можеле во овој краток временски период да ги продискутираат. Така, многу родители имаат деца со ваков проблем, значи ќе се препознаат во сето ова што го зборуваме и верувам дека ќе има и прашања од гледачи. Уште сега ги покануваме да се вклучат на телефонскиот број 3076 677. Докторе, која е најчестата причина што децата се жалат на ненадејна силна болка во увото? Кој дел од увото најчесто е воспален? Дали средното уво е главниот виновник? Или не е тоа секогаш така? Да, вообичаено, само да напоменеме, увото се дели на 3 анатомски дела, на надворешно уво, на средно уво и на внатрешно уво. Во секој случај, она што е во интерес во однос на воспалителните процеси, се однесува воглавно на средното уво. Надворешното уво е воглавно афицирано во летните периоди и се карактеризира со едно типично име кое што се нарекува така наречено пливачко уво. Се јавува од причини што во тој период често се доаѓа во контакт со различни водени средини, било да се тоа базени, реки или морска средина, која што навидом е чиста, меѓутоа во себе носи доста бактерии кои предизвикуваат сериозни воспаленија во надворешниот сушен канал. Многу почести и многу поинтересни секако за дискусија се воспаленијата во средното уво, односно просторот кој анатомски е поставен помеѓу ушното тапанче и внатрешното уво, простор кој комуницира со горниот спрат на ждрелото, односно епифаринксот, преку едно цевче кое што се нарекува Евстахијева туба и кое што средина практично представува комуникација, значи самата Евстахијева туба представува комуникација помеѓу средното уво и ждрелото, односно надворешната средина. Таа има двојна улога, значи го изедначува притисокот во средното уво, односно има еквипресивна така наречена функција, но има и функција да го дренира секретот кој нормално се ствара во простор на средното уво. Главна причина за да дојде до појава на инфекција во средното уво е појава на дисфункција на Евстахијевата туба, односно пореметена функција на Евстахијевата туба. Како води тој механизам? Таа треба да има одреден лумен, значи одредена ширина за да функционира нормално, состојбата на нејзината лигавица исто така треба да биде нормално. Меѓутоа, во услови на чести горнореспираторни инфекции, значи инфекции на горните дишни патишта, во состојба каде што има ситуација на постојана трет крајник кај малите деца, кој што е склон кон чести инфекции и кој што ствара обструкција на отворот на Евстахијевата туба, постојат, да речем, идеални услови за појава на воспаленија на средното кај децата. Така, кои се најчести предизвикувачи кога станува збор за бактериите и вирусите на воспалението на средното уво? Веќе споменавте дека горно-респираторните всушност инфекции се причинител, односно го зголемуваат ризикот од овој проблем, но кои вируси и бактерии кои што ги предизвикуваат овие инфекции би можеле да создадат проблем и со увото? Значи, предизвикувачи на инфекции на средното уво, односно отити, кои што ние популарно ги наречуваме како отити, од бактериите се најчести причинители Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, тие се најчести.
однос на вирусните инфекции, исто така различни типови на вируси може да бидат причинители. Суштината е секако во јасното диференцирање на причинителите, што дава насоки кон соодветниот третман, кој што треба да биде секогаш правовремен, да се спроведе соодветна терапија и во соодветен временски интервал да има тој ефект и да не остави последици, бидејќи може да се јават разни компликации од неадекватно спроведената терапија. Во секој случај, најважно е секако диагностиката од која што се почнува во однос на понатамошните постапки во третирањето на овие заболувања. Така. Докторе, некои истражувања покажуваат дека децата кои што не се доени, односно кои се хранат со млечна формула, 3 пати почесто развиваат воспаление на средното уво во однос на доените деца. Зошто е тоа така? Затоа што постојат повеќе ризик фактори во кои што практично доведуваат до зголемена осетливост или зголемена веројатност за појава на инфекции на средното уво кај децата. Ги напоменавме горнореспираторните инфекции кои што се број 1. Потоа алергиите исто така, кои што се јавуваат се почесто со оглед на загадувањето на околината кое што е се почесто и помасовно. И секако социоекономските услови на живење, значи средината во која што обстојува детето, во која што се развива, а дополнителни фактори се секако и улогата на доењето, односно пасивното пушење во околината. Доењето секако дека влие на развиток на имунитетот кај детето, па индиректно на тој начин влие да одредена категорија која што е помал временски период или воопшто тој процес не е спроведен на доење од раната возраст на детето, дека се очекува имунитетот да биде послаб, а од тие причини и склоноста кон појава на инфекции на средното уво. Да напоменеме, да нагласиме дека две основни форми на воспаление на средното уво може да се јават. Иницијално, значи зборуваме за акутно воспаление на средното уво и така наречен секреторен отит. Тие се две основни форми, на нив се надоврзуваат овие другите хронични форми. Така. Значи секреторен отит или како што популарно се нарекува во англосаксонската литература, воспаление на средното уво со излив. Значи, има исцедок од увото. Што содржи, докторе, тој исцедок? Дали се работи за гној, за крв, за лимф? Да, вака значи, точно дека поимот секреторен отит асоцира на постојање на исцедок од средното уво. Меѓутоа, напротив, во ова состојба, која што нема класични карактеристики на воспалителен процес, а е доста често застапена во популацијата детска, и е тешко честопати отежната диагностиката од причини што нема класични симптоми на акутно воспаление. Кај акутното доминантен симптом е болката, која што секој поголемо дете над 2,5-3 годишна возраст, на 2 годишна возраст, ќе на некој начин покаже болката, ќе посочи кон родителите и тоа е првиот сигнал. Меѓутоа, помалите деца, да кажеме, не може да комуницираат со својата околина нормално. Меѓутоа, постојат индиректни знаци кои не насочуваат кон некој проблем. А тоа е вознемиреност на детето, будење со плач кој што е интензивен, вртење на главата во различни позиции, тоа се индиректни знаци покрај евентуално постоење на општи симптоми на инфекција во организмот. А тоа е покачена телесна температура и така натаму. Што го издвојува тој секреторниот отит, пак ќе речем, името заведува, бидејќи по некоја логика асоцира дека нешто истекува од увото. Напротив, нема истекување од увото, нема акутна болка која што е знак на воспаление од акутно воспаление на увото, меѓутоа имаме состојба кога прогресивно, доколку не дојде до соодветен третман, доаѓа до намалување на слухот кај детето. И се акумулира секретот во средното уво. Во првата фаза тој секрет е поредок. Потоа станува се погуст и погуст, зависно од временскиот интервал во кој што обстојува во средното уво. Напоменавме дека по природен пат тој единствено преку евстахиевата туба мора да се
издренира, да се изчисти од просторот на средното уво и да го ослободи од тој притисок. Затоа што самиот секрет во средното уво доведува до пореметување во преносот на звучните бранови преку вибрирање на звучните ковчиња. Тоа е механизмот на стварање на слухот и учеството на средното уво во тој процес. Ако има секрет, ако е густ, тогаш слухот ќе биде намален. Нормално, и тоа е знак кој што детето не може да го примети ако е помало. Дали тоа обично родителите го забележуваат, дека детето обично не се врти кога ќе го повикаат и слично? Да, точно, тоа се индиректни знаци кои ни покажуваат нешто дека не е во ред со слухот кај детето, или пак ако е во предшколска, школска возраст, се забележува од самите наставници или воспитачи во градинката, кои што забележуваат дека детето е одсетно, дека не се одзива, дека нема соодветна комуникација, побарува да седи во предните клупи, да речеме во предните училишни клупи, бидејќи не може да следи наставата. Тоа се индиректни знаци, меѓутоа постојат диагностички методи со кои што се докажуваат симптомите и се потврдува диагнозата. Доколку се работи за секреторно воспаление на средното уво, односно за секреторен отит, дали е точно дека кај 80% од децата се јавува овој проблем во детството? Дали е толку често? Да, апсолутно. И може ли да дојде недиагностицирано поради тоа што нема карактеристични симптоми? Значи, диагностиката може да биде базирана на достапните диагностички методи, но некако нешто треба да не насочи кон тоа, нели? Постои можноста, значи едно е она што напомнавме, ако околината забележува некаков проблем во комуникацијата, а втората работа е постојана скрининг, да речеме, тестирање, кои што може да ги издвојат од општата популација на деца, да речеме, да издвојат одредена категорија која што покажува иницијални отстапувања некои од нормалните наоди. Испитувањето кое што може да се користи во тој за таа цел е тимпанометрија, се вели, нешто ќе спомнеме потоа секако поопширо кај диагностичките постапки, а се прави едноставно со внесување на мала сонда во надворешниот слушен канал кај детето и се добива соодветен одговор на внесениот променлив притисок во каналот, едноставно кажам. Значи тој се менува, варира притисокот, во еден момент се изедначува со притисокот во средното уво, се добива карактеристична крива, која што може да биде различна, зависно од наодот, и тогаш разликуваме нормален наод, потоа средно уво кое што има негативен притисок, или средно уво кое што веќе постои таква состојба на така наречен секреторен отит. Докторе, сепак има ситуација кога од увото на детето ќе потече секрет, дали тоа значи дека пукнало ушното тапанче? Да. Во принцип, значи, акутниот отит создава, акутното воспаление создава течност во увото. И таа вообичаено е гнојна течност, која што, ако не се диагностицира на време, ако притисокот во средното уво, бидејќи таа течност бара простор каде би излегла, ако преку евстахијевата туба не може да се издренира, бидејќи незината функција е несоодветна во тој период, тогаш бара простор да излезе кон надвор. Тоа и се гледа при преглед на тапанчето, кога тоа е силно испакнато, ние велиме бомбирано тапанчето, и кое што во еден момент, кога тој притисок, значи болката уште повеќе се зголемува со тој притисок, и во еден момент доаѓа до пукање на ушното тапанче, до иседување на секретот, и често пати болката во тој момент стивнува. Значи, тоа е и видлив веќе тој секрет, бидејќи истекува низ надворешниот слушен канал. Дали последица на ова може да биде исто така намален слух, па дури губење на слухот? Или пак тапанчето сепак зараснува само од себе? Доколку се мали, да речеме, оштетувањата на тапанчето, вообичаено по спроведување на соодветна терапија, доаѓа до спонтано зараснување на тапанчето, меѓутоа постојат и поголеми дефекти кои што се јавуваат како резултат на тоа пукање на тапанчето, кои што оставаат трајни последици на тапанчето и секако влијаат на намалување на слухот од одреден степен. Значи, сите овие форми, и акутната и секреторната форма на отит, доколку не се третираат правовремено и соодветно, се предуслов
за појава на хронични форми на отитите од различен тип и за евентуално појава на компликации, зборуваме и за акутни, но и хронични компликации. Акутните секако може да бидат доста ризични и да направат сериозни проблеми во однос на здравјето на детето. Дали хроничните проблеми можат исто така да доведат и до зголемен трет крајник? Дали децата кои што имаат зголемен трет крајник обично имаат ваков проблем со увото? Вообичаено, во голем број на случаи, секако проблемите со ушите и воспаленијата или повторувачките воспаленија, особено кај децата, се резултат на зголемен трет крајник. Од две причини. Тој прави обструкција на отворот на тубата, бидејќи е тука поставен, а воедно представува извор на инфективен содржај, па влијае на ширењето на тој инфективен содржај кон околината. Секако дека во диагностиката на овие заболувања, особено ако се повторуваат, треба да се направи проверка на третиот крајник, односно да се визуализира со посебен инструмент, така наречен фибер назофарингоскоп, кој што ни возможува да со помош на камера и видеоприказ евентуално да се прикаже целиот тој простор, да се процени третиот крајник во однос на големината на задните отвори на носот, во однос на отворите на евстахиевата туба и да се види евентуално присуство на секрет кој често пати може како обвивка или ние викаме биофилм со сите бактерии кои што се присутни тука да биде препокриен целиот трет крајник со таа содржина и да представува нешто што представува секако и тераписки проблем, но и ризик за појава на компликации. Во смисло на чести отити. Кога зборуваме за малите деца кои што не знаат да се пожелаат на болка, вие споменавте некои од симптомите кои што родителите би требало да ги препознат и да ги поврзат со болка во увото. Но тие родителите понекогаш знаат да направат проверка со притисок во овој дел, за да проверат дали кај детето има болно уво или не. Дали овој начин на детекција на болката е правилен или не? Да, тоа е нешто што може ориентационно да послужи во проценката дали има воспаление на увото, но мислам дека е недоволно сигурен знак за да го прифатиме нешто што би било дел од секојдневната рутина во проценка на тие состојби. Да кажеме, многу по-објективен знак на таков притисок би бил притисок на коската позади увото, кој што веќе е сериозен знак и кој што ни посочува дека доаѓа до ширење на инфекција кон коската зад увото, односно мастидниот продолжеток, што представува една компликација која што е можна сериозна и бара уште по, да кажам, суптилен диагностички пристап, бидејќи понекогаш, да не речем понекогаш, често пати побарува и евентуално хируршки третман допреди тоа. За сето тоа ќе проговориме подетелно веднаш по рекламите, значи следува еден краток блок реклами, а потоа се враќаме на содржината на денешната Телма амбуланта. За инфекциите на ушите во детска возраст зборуваме со примариусот доктор Борислав Гогушевски, оториноларинголог во Жан Митрев клиник. Докторе, некако по правило, некое непишано правило се случува болката во уво кај дете да се јави доцна навечер. Што треба да направат родителите во таква една ситуација? Дали веднаш треба да се појде на лекар или пак треба најнапред да се обидеме да ја смириме болката на увото? За жал, точно е она што го кажа Марија, дека обично нокините часови се случува, значи најмалку кога се очекува, нели, и кога може да се реагира соодветно, да речеме, но секако дека јас како лекар можам да кажам да не се паничи, да не се форсира било каква одлука од тој момент, но
ако тргнете од ситуација на родител, веројатно тоа нема да звучи баш најсоодветно. Па со оглед на тоа би препорачал, значи, доколку во моментот не може да се појде на лекар, да се даде аналгетик, значи нешто што би ја смирило болката во тој момент. Постојат различни школи во однос на тоа дали треба веднаш да се оди со било каква терапија, но сепак аналгетик може да се даде и препорачливо е сепак да се однесе детето на лекар, односно оториноларинголог, кој што ќе процени во моментот со оглед на можностите за преглед дали има потреба дополнително од било каква терапија во однос на воспалението. Докторе, и дали се работи воопшто? Дали треба веднаш да се одзатне носето, бидејќи затнатото носе најчесто е причина за болка во увцето? Апсолутно. Значи, дури паралелно може и без да се види од страна на лекар увото да се даде и некаков спреј за нос, мислам, оние најобични со на принцип на морска вода, или што се користи таква. Ај сега да не ги рекламирам, нели? На принцип на морска вода, тој тип на спрееви, па понатаму после прегледот да се ординира соодветна терапија зависно од наод. Што е со оние капки за нос што имаат вазоконстрикторно дејство, се препорачуваат ли кај мали деца, смеат ли да се дадат? Зависно од возраста и зависно од проценката, секако. Постои баланс помеѓу дури аналгетици кои што може да се даваат кај децата и кој аналгетик дури индивидуално постои кај секој дете реакција на соодветен аналгетик. Така и тука генерално треба да се даде аналгетик, но кои тоа и родителите најчесто од искуството знаат, да? Се тие два извори. Така, тие најчесто се даваат, меѓутоа има да кажеме препарат кој е комбинација од тие два. Разликата во дејството нивно е што едниот, ај се да не ги кажувам јас по име тие лекови, нели? Има дополнително и дејство на инфламаторната компонента, односно го смирува воспалението покрај смирувањето на болката. Така. Имаме гледач на линија, да го вклучиме и да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Јас сум возрастна особа од 68 години, ќе може ли докторот да го прашам за мене или само исклучиво за децата? Така, докторе, јас да ве прашам дали само педиатриската специјалност е во вашиот домен или пак може да одговорите еве и за возрастен пациент. Повелете. Долго време осеќам зуење на ушите, поготово левиот дел, како да излегува ветер од левиот дел. Така, постојано слушате звук кој што другите не го слушаат, предпоставувам се работи. Ја го слушам и излага воздух и ми смета, нормално дека ми смета тоа. Што би ви препорачале? Така, што би ви препорачал за една ваква ситуација? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, за што се работи? Може ли вака по телефон да дадете мислење? Мислам, Марија, ти си долго, мислам, работиш на оваа тематика, така да ти ја даде диагнозата, веќе ја кажа, тоа е тинитус, значи, или зуење во ушите. Меѓутоа, нема доволно елементи за проценка во секој случај, не знам какви испитувања се направени. Значи, во овој случај треба да се направи една серија на испитувања која што би посочила кон евентуална причина за тој тинитус. Може да бидат многу различни причини, проблеми со ушите, намалување на слухот, физиолошко намалување на слухот, травми акустични, потоа циркуларни пореметувања разноразни. Значи има многу можни причинители, има диагностички процедури кои што треба да се направат пред да се дојде до диагнозата, да се потврди диагнозата и да се дојде до евентуално терапискиот пристап кој го најсоодветен. Така, уште едно-две прашања пред да преидеме на диагностиката во однос на првата помош при појава на болка во уво кај дете. Докторе, помагат ли топлите облоги? Да, тоа се она популарно што се рекува папски лек, нели? Да, ама во пракса помага во секој случај да стивне болката во првиот момент. Да напоменеме, има и, да кажеме, капки со аналгетичко својство, кои што можат и локално да се аплицираат
Меѓутоа, од друга страна, негативно е тоа што тие знаат да го променат локалниот наод на самото тапанче и може да не заведат во проценката при изведувањето на самиот преглед. Значи, сепак мислам дека најдобро е да биде што поскоро видено од лекар оториноларинголог и да се постави диагнозата која што понатаму апсолутно ќе биде третирана според одредени протоколи, адаптирано на самото дете и локалниот. Некогаш употребуваат родителите народни лекови, па ставаат капки од чувар куќа и слично. Може ли тоа да искомплицира ситуацијата или пак да помогне? Јас како лекар не би можел да посочам, значи во принцип како sebi може да се искористи се што помага, но јас не би можел да дадам такви препораки како лекар, нели? Да, пак ќе речем, диагнозата е многу битна да биде поставена во првиот момент, се што може да не заведе во тоа, може да ја промени самата слика и на локалниот наод и општата слика кај пациентот и да не заведе во погрешен правец. Значи, постојат многу разни алтернативни начини на лекување. Не е само тие бабски лекови, но треба да се биде крајно внимателен и хомеопати, не знам што. Не сум упатен толку во тоа да можам да ги коментирам и не сакам, бидејќи имам изграден сум въз основа како лекар на одредени правила од кои што се придржувам и не би смеел многу така, медицина базирана на докази. Базирана на докази, точно тоа е. Што се вклучува прегледот кога ќе го донесат детето кај вас со интензивна, ненадена, акутна болка во увата? Да, примерно е да се види, да се направи проценка на надворешниот сушен канал и на ушното тапанче. Со оглед на детската возраст, тука апсолутно, значи, метода на избор или златен стандард, како што велиме, нели, е методата на отомикроскопија. Што е разликува отомикроскопијата од обичната отоскопија? Само да појасниме, нели, отоскопија е преглед на надворешниот сушен канал со еден инструмент, ушен спекулум се вели, во форма на инка, кој што се внесува во каналот, се уфрла светло низ овој инструмент и се наблюдува ушното тапанче. Проценка на самото тапанче врз основа на изгледот, запазен континуитет на тапанчето и други елементи ни дава разлика во однос на нормалниот и патолошкиот. Да. Сега, за разлика од оваа метода, отомикроскопијата е метода која што користи, при која што користиме микроскоп, кој ни дава можност да она што ќе го видиме со голо око, сега го зголемиме барем 20 на пати. Со тоа практично многу повеќе елементи може да видиме и да направиме многу подобра проценка. Зошто велам кај децата е посебно важна таа метода, затоа што ушниот канал е тесен, видното поле е исклучително мало, не може да се воочат сите детали, а разликата помеѓу двата наода, користејќи отоскопијата и отомикроскопијата, е огромна. Така да оној кој што ќе се навикне да гледа со микроскоп, мислам дека веќе ќе ја напушти старата отоскопија и ќе рече дека гледа многу помалку за да биде сигурен во оно што го гледа. Се така, диагностичките алатки се многу важни за поставување на точната диагноза. Докторе, доколку се работи за акутно воспаление на средното уво, дали е секогаш неопходна антибиотска терапија? Само да напоменеме, значи диагностиката не се исцрпува со отомикроскопијата. Затоа што увото, така, увото е поврзано со други структури, нели, и на главата и пошироко. Така да, треба да се дополнителните методи да се искористат, секако, тоа напоменавме тимпанометријата, за да се направи проценка на функционалната состојба на средното уво, и таа се изведува кај сите старосни категории, значи нема ограничување, таа е објективна метода, не бара соработка од пациентот, освен да не плаче, нели, да биде колку толку мирно детето, за да може да се направи таа метода. Дава многу битни податоци. И втората метода е методата на аудиометрија, каде што таа е субјективна метода, значи зависи од пациентот кој што треба да соработува тек на испитувањето, ни дава
конкретно проценка на нивото на слухот кај пациентот. Така, бидејќи Сите спомена три. повеќе, наглувоста е причина, особено кај секреторниот отит. Така. И сите три методи практично, кога ни дадат своји резултати, како мозаик склопени, тие резултати ни ја даваат вкупната слика на ова заболување. Така. Дали се работи за акутниот или за секреторниот отит, независно. Да. Има ли разлика во начинот на лекување на акутен и секреторен отит? Дали Да. антибиотикот е основа во двата случаи или не мора тоа да биде така? Значи, антибиотикот е приоритетен кај акутните отити од бактериска етиологија. Кај што сме сигурни или со голема веројатност предпоставуваме дека се работи за бактериска инфекција. И тогаш се оди според одредени протоколи во однос на изборот на антибиотикот, точно е предвидено која е прва линија на антибиотик, доколку не се добие соодветен одговор која е втора линија на антибиотик и почекори како е сето, како оди целиот третман. Меѓутоа, сепак, тоа се основни начела на третман на овие заболувања, бидејќи секој пациент е пациент за себе. И така треба да се наблюдува, иако треба да се следат основните начела на третман. Но тие треба да бидат адаптирани на индивидуалните карактеристики на секој пациент. Кај вирусните заболувања, зборуваме за акутни воспаление на угото, тогаш терапијата е повеќе симптоматска, значи да се смири болката, да се направи деконгестија на носот со соодветни капки или спрееви во нос и доста течност и витамини, значи како една вирусна инфекција што се третира, но да се следи секако наодот, значи препорачлива е повеќе кратна отомикроскопија, нормално и со другите диагностички методи, за да не дојде до бактериска суперинфекција, тогаш потребно е да се додаде антибиотик. Наспроти, акутниот отит, кај секреторниот отит, антибиотикот нема никакво влијание, освен ако не се посомневаме дека тој се јавува како надополнување на некоја форма на акутно воспаление на угото. Вообичаено, значи, кај секреторните отити терапијата може да биде терапискиот пристап да е заснован или на пристапот на така наречен wait and see. Значи, следење на детето со достапните диагностички методи во извесен временски период, од 3 до 6 месеци најчесто тој период, и секако битно е какви се резултатите од диагностичките испитувања. Например, има намалување на слухот кој што може да биде 20-25 децибели, тоа остава простор. Но кај 50-60 децибели, тогаш веќе често пати оној период од 3 до 6 месеци е многу пократок пред да донесем одлука за дополнителна, евентуално хируршка интервенција на такви пациенти. Со хируршката интервенција се градуваат цевчиња за дренажа? Што се тоа цевчиња за дренажа? Мене ми е жал што не може да се координираме со слайдовите, не знам, веројатно ги видеа гледачите, меѓутоа ќе беше така доста по-пластично за нив ако одеше тоа со соодветен коментар, но тоа е тоа. Се надевам во некоја може би друга прилика. Технички ќе го организираме сето тоа подобро. Значи, секреторниот отит кој трае подолго време, јас напоменав, ако постои секрет во угото, со текот на времето тој изгуснува. Дури може да сгусне до тој степен да створи прираслици помеѓу слушните копчиња. Ако го откриеме порано, и ако во периодот на следење не добиеме соодветен одговор, не сите три овие испитувања, например, микроскопскиот навод исто така многу карактеристичен. И тој може да ни посочи во која фаза е заболувањето. Пример, во почетокот имате меурчиња на секрет во угото се гледа, значи тоа е редок секрет. Со тек на времето се ствараат нишки на секрет низ средното уво, значи тоа се наблюдува низ тапанчето, преку тапанчето гледаме ние што се случува внатре во средното уво. И потоа постепено преминува, станува жолтеника во увото, помалку прозрачно, и веќе на преднатиот стадиум станува жолтеникаво белузлаво уво. Се тоа ни дава проценка евентуално од кога почнале тегобите. Сега, оно што е битно, нели, во кој момент би интервенирале.
тие 3 до 6 месеци многу ретко можеме да ги потврдиме. Зошто? Зошто рековме диагностиката, односно иницијалната диагноза е заснована на некој податок добиен од родителите, бидејќи децата тешко ги забележуваат. Кога се случува сега тоа и кога настанува заболувањето, тешко да дефинираме, за да ги броиме тие 3 до 6 месеци, нели? Така. Затоа, некогаш тој период на следење е многу пократок. Ако добиеме, например, отоскопски наод, отомикроскопски наод на жолтеника во уво, тоа ќе сватиме дека одамна трае. Дури се нарекува еден термин кај секреторниот отит се употребува glue ear, значи англиски, или лепливо уво. Таков е секретот кој што постои во средното уво. Значи, во такви случаи се прави хируршка интервенција на тимпаноцентеза, значи се прави мал засек на тапанчето и се става вентилационо цевче. Може би делува тоа многу вака застрашувачки, може би, меѓутоа апсолутно не е тоа нешто што треба да биде толку агресивно кон детето, за разлика од големиот бенефит кој што се добива со таа интервенција. Значи, природниот начин, ако ни е компрометиран на чистење на увото, единствен начин е овој, да од надворешната средина направиме артифицијален, се вика, отвор на тапанчето, со мал засек се прави, и се ветнува тоа вентилационо цевче. Значи, ништо особено. Но бенефитот е голем. Се чисти секретот, уште при отварање на тапанчето, се аспирира, значи со аспиратор се извлекува и се става цевчето. Зошто се става тоа цевче? За да ја помогне улогата на евстахиевата туба, која е недоволна во тој момент, да ја врати во нормална кондиција, а и во подолг временски период да го чисти увото од тој секрет, за да може да се врати и слузницата во увото во нормална кондиција. Докторе, дали најчесто воспаленијата со ушите во детска возраст завршуваат кога децата ќе поидат на училиште, односно во школската возраст? Значи, тука може некако на два начини да го одговорам ова прашање. Да. Па, ако навреме се спроведе диагностиката и соодветниот третман, тие деца ќе имаат нормален развој, да речем. Но ако нешто во тој период ни промакне и во диагностиката и во третманот, тогаш постојат сериозна опасност да се појават, да тие деца бидат кандидати за покасно развивање на хронични форми на воспаление на ушите, да се појави, да потешко се социализираат, поради тоа што слухот е многу битен во комуникација со околината и примањето на информации. И сето тоа се прикажува и понатаму во нивното заостанување во развојот во однос на останатите деца кои немаат такви проблеми. Значи, најдобро е правилна, правовремена диагностика, евентуално постојање на скрининг програми за откривање на деца кои што нејасно или недоволно манифестираат било какви отстапувања во чујноста, така да тие деца ќе ги поштедиме од, условно кажано, од покасни компликации и од ќе се створат услови за нивен нормален развој на животот. Докторе, ви благодарам за деталните појаснувања поврзани со денешната тема воспаление на увото и болка и начините на кои што сето ова се диагностицира и лекува. Се надевам дека следно ќе бидете гостин тука кај нас во студијата. Па јас би сакал да, следниот пат, значи темата е многу широка, имаме многу да се зборува, мислам ни може би 50% неначнат на тоа што навистина ова тема опфаќа, многу е актуелна, се однесува на одредена категорија, нели, на која што сите сме осетливи, нели? Се трудиме да им овозможиме идеални услови за нивен развој во тек на животот, така да мислам има простор за повторно да се видиме и секако ако постои интерес од гледачите. Така, секако. Докторе, ви благодарам за гостувањето и се гледаме повторно. Почитувани, ова беше си во денешната Телма амбуланта. Примариус доктор Борислав Гогушевски, оториноларинголог во Жан Митрев клиник, беше наш денешен гостин. Се гледаме секој работен ден во 14 часот на Телма, а во меѓувреме ви посакувам убав викенд. Одморете и бидете во добро здравје. До гледање.